Дистрикт Цил прес студио интервју на Зоран Иванов со Ѓорѓи Лазаревски. Терминот свиркачи, чија идеја за овој термин е убава метафора за одважните, за храбрите, за карактерните луѓе, за луѓето, за поединците, за вистинските личности, за оние поединци, наши сограѓани кои го жртвуваат своето спокојство за доброто на општото, за доброто на општеството, за оние чија совест е над алчноста и над криминалите и криминалните деструкции на нивните предпоставени. Ѓорѓи Лазаревски, ако ми дозволи, го најавам како првиот македонски свиркач, првиот македонски укажувач, еден од хероите од бомбите на таа иницијална капица за рушење на режимот, во кој некои од нас граѓаните очекува заштита, а потпаднаа под нивна безприколозни удари, притисоци, ги прислушуваа поради најразлични мотиви, но со некакво приближно единствен именател би можеле да констатираме за да ги оценуваат и за да останат на власт и да ги режираат нашите животи. Преживеа многу, цената што ја плати е превисока, а неговото природно нагласена скромност се надевам ќе ја превозмогне во ова интервју и малку понагласено и малку потранспарентно ќе ги отвори мислите, сеќавањата, емоциите, душата. Подсетувам, јавноста никогаш немаше да ги чуе бомбите, за да не беа честните и одважните Лазаревски, Костовски, Верушевски. Ѓорѓи Лазаревски, добре дојдевте во Дистрикт на Цил прес студио. Ви благодарам за шансата што ми ја давате да пред јавноста. Така, јас ви благодарам што сте тука меѓу нас. Почнуваме со вашиот почеток. Од каде е Ѓорѓи Лазаревски? Каде учеше, растеше, играше како дете и потоа како младинец возрасен и зошто токму во овие полициски структури? Јас сум скопјанец, како повеќето скопјани, со родители родени надвор од Скопје. Но роден сум тука и моите родители скоро целиот живот го поминале во Скопје. Потекнувам од тогашновата населба Карпош 2, која што ни овозможи едно убаво, безбрижно, иделично детство. И така во градска средина, основно училиште Вера Циривири Трена, тука во близината гимназија Орце Николов, потоа електротехничкиот факултет, сето тоа во еден мал круг. И секогаш имав склоност кон математиката и така и го натаму информатиката, предпоставувам. Конкурс имаше во Министерството за внатрешни работи или по препорака некои најталентираните да бидат на најчувствителните работни места во државата? Многу интересно, тогаш баш информатичар недостасувал во МВР и до толку немало што се обратиле на професорите на електротехнички факултет и буквално имаше јавен повик на вежби, професорите ни кажуваа дали некој е заинтересиран да работи во МВР. Тоа беше кога бевме апсолвенти. И еднаш така кажа, се изнасмеа сите колеги. Некако не... Мисля, никој не сака. Да, сега ние бевме едно од првите... Може би веднаш се видовте во униформи некакви. Не знам, ние бевме една од првите генерации информатичари што искочија од факултетот и веројатно сите си имаа поголеми амбиции. Јас не знам зашто ме заинтересира тоа, сепак јас имам некоја сериозна почит кон безбедноста и кон... Си ја сакам државата и едноставно некако ме привлече тоа како интересна работа. Двајца мои колеги најблиски ја одбија понудата. Он има некои роднини таму кои што им го кажа тој. Откако одбија, јас прашав каде е тоа, што е, и буквално по препорака на луѓето кои што одбија, јас легов во конкуренција, а тогаш некако бев заинтересиран да започнам собствено семејство на помлади години. И такви работата беше баш добро дојдена на некој начин. Не барам ви да чекам кога ќе се запослам, едноставно некако така брзо решив
дека ми се допаѓа таа можност. Веднаш отидовте, ве прибрае што се вели во Па не, тоа е УБК или сложена процедура, е тоа Така. некои проверки и асистенти ми кажуваат кој со кого разговарал, кој прашувал како. Препораките биле добри. Јас имав убав просек, не бев, да речам, врвен во генерацијата, ама бев во близина. Така. Ова УБК, Управа за безбедност и контраразузнавање, многу мистика има околу тој термин, околу тоа име, нели, околу таа институција, организација. Од она што претпоставам нешто и не може да се каже во јавноста, дури луѓето кога заминуваат од таму, си имаат веројатно, претпоставам некој обврска од она што вака слушам, гледам, не сум многу доволно упатен, но што може Ѓорѓи да ни соопшти во оваа емисија како функционира таа организација, како е поставена, зашто служи, зашто би требало да служи и дали одговара на функциите за кои е поставена или често има дисторзии како ова за која ќе дојдеме и ќе разговараме подолу во емисијата. Па никако Колку ли е мистична и таинствена? Во кога мојот прв допир со таа организација беше навистина чуден, изненадувачки. Многу луѓето седат по своите канцеларии и не искачат. Тогаш беше така, збориме сега за 87 година. Многу тешко се впуштаат во муавет. Тоа беше моето прво искуство, после кога ќе се спријателиш, гледаш дека има една блискост која што полека преоѓа во пријателство. Почеток некоја недоверба можеби, додека не се запознат луѓето карактерите. Па не. Или некоја тензија во самата служба. Барем во тој период, некако луѓето здраво за готово ги прифаќаат работите, така било одлучено. Кој го пратил Ѓорѓи, зошто е дојден, настане, надгледува, можеби? Веројатно имало и такви и обратно. Веројатно, само што јас тогаш бев толку многу млади не ги разбирав толку работите, што едноставно секој пријателски гест не значеше. Добро, вие работевте информатички таму релации, веројатно во предпоставам. Додатно тоа што ме привлече беше што се работеше за технологија телекомуникациона, која што ваша преокупација беше и од средношколски и студентски денови, предпоставам. Па не, јас гимназијалец бев, немав некој хобија, електроника или така. Радио, како беше, радиоаматерство, ама логиката ми беше најдобра страна, буквално сите логички предмети, со врни резултати ги положував, и така да сега логика и полиција не одат секогаш заедно и тоа е еден конфликт. Па и одат можеби во истрагите од она што сме читали или сме гледали филмови или по романиве, трилерите. Јас тоа така си го прифатив дека сум задолжен за технички работи, кои што беше тоа нека промена на генерации инженерска. Сите останати инженери буквално нема никаков допир со информатика. И се ми препуштија мене, дури тоа што претходно го работеле формално, и како едва да чекаа да дојде некој што ќе ја превземе работата. Работата беше водена на сојузно ниво. Јас веднаш стапи во контакти со Љубљана, со Сараево, со Белград, со различни колеги, така се создаде еден круг на пријатели инженери од други републики. И беше тоа еден убав период на интензивно учење и на добри резултати. Така. Ајде да се вратиме на теренот кој знам дека за вас е непријатен и ви буди и непријатни сеќавања, доживувања и така натаму, но вие и вашите колеги, еден-двајца, бевте. Како се случи системот на тоа нелегално прислушкување, покасно наречени бомби, што ги обзнани опозицијата? Дали се насетуваше нешто претходно, знаевте ли, како дојде тоа, нормално ќе ми раскажете од она што е нели достапно до јавност. Видете, значи, едно е јасно, тој, да речеме, систем за државна безбедност
функционираше така, Управата за безбедност и контраразузнавање ги вршеше оперативните работи и се подпираше делумно на сектор за оперативна техника. Под оперативна техника се подразбираат многу повеќе работи, а не преслушување. Поготово не легално преслушување. И легалното преслушување едноставно не беше возможно, кога велам легално, да може да се употреби на суд како доказ. Поготово пристапот кон телеком операторите за да се прислушува телефонски разговор беше стриктно забранет и постоја само некои исклучоци базирани на некакви интерни правилници кои што беа дискутабилни. Многу тешко беше да се... Во која смисла забранет пристапот до телекомуникацијските оператори? Законски забранет, но тогаш како службата пристапуваше до прикачување на... Па не, службата ги употребуваше другите методи на оперативна техника, а не пристапот кон телеком операторите. Добро ве разбирам, користела нелегални средства? Не, значи, не е само прислушкување оперативна техничка мерка. Обработки технички. Значи, повеќе беше концентрацијата кон други оперативно технички мерки, а ви велам под некои одредени услови имаше и овие класични, само што тоа го објаснувам, не постоеше легален начин да се тоа употреби како судски доказ. Односно, се употребуваше како оперативна информација, добиена по различни оперативни канали. И сега, кога почнаа да се движат работите, во смисол на легализирање да се легализира преслушувањето, што беше безбедносно потребно, бидејќи голем број од кривичните дела може да се откријат со помош на легално преслушување. Да, така и во другите земји, веројатно беше, но за тоа требаше и судски налог, така? Нормално мора да се дефинираат процедури, за тоа се направи законот за телекомуникации и уште еден закон кој што требаше да се донесат за тоа да се спроведе и да се измени уставот. Уставот се измени дури во 2003 година, а потоа неколку години не се направи легализирање. Мислам, не се донесоа соодветните закони. И се донесоа тек 2006-2007 во тој период. И мислам дека тука се направи голема грешка, што УБК ја доби задачата да го спроведува легалното преслушување. И мислам дека тоа е... Ајде тука за гледачите да е појасно и за мене. Ако тога се направила грешка УБК да го законското, нели, да го следи, што требало да се направи? Кој би требало тоа да го работи, ако не требаше да се направи некој решение како што е сегашното. Треба независно тело е потребно, кое што би спроведувало УБК и останатите субјекти. Вака практично оставен системот без надворешна контрола, ако може така да се изразам? Да, и не само што, да речеме, ингеренциите да го спроведуваат тоа ги доби УБК, него и комплетниот пристап до операторите и тоа едноставно изгледа повикуваше практично монопол некаков. Па ексклузивен пристап. Така, самото тоа беше некаква мамка да се случи злоупотреба. Па ја мислам дека тоа се заборавија луѓето внатре. Да, се изгуби мерката. Затоа што
наместо да биде приоритет работата на УБК, сега се создава уште една одговорност да се спроведува легално престашување, а тоа треба да не може да се користат методи на УБК за спроведување на за легална работа. И мислам дека целиот тој, да речеме, таа заврзлама настана заради тоа што не беше соодветно спроведен. Проблемот е околу легислативата во монополот што му е оставена на службата во тој контекст. И немањето контрола. Законот некако беше направен да едноставно предизвикува како во некои стари времења на монизмот, веројатно, нели, со властување за кој никој не сме да праша што се случува внатре. Добро, Ѓорѓи, што се случуваше? Се заборавија некои луѓе, имаја потреба од многу информации од разни луѓе и така натаму. Што се случуваше? Како се движеше тоа внатре, од она што секако можете да го соопштите? Па, јас од тоа што со своје очи го видов, сметав дека е неселективно, дека е претерано, дека е едноставно волунтаристички, како ќе... Некакви налози од други инстанции надворешни? Па нема, значи или има легален налог или нема. Налози немаше, прислушкување имаше. Значи имаше налози, ама многу повеќе имаше прислушкување отколку што имаше налози на легалниот систем кој што треба да се користи за спроведување на... Добро, тоа траеше прилично долго. Или прекасно се откри? Значи, моите сознанија беа од 2008 дека тоа е непосредно пред да дојде да се донесе тој законот. Тоа што јас го видов, сметав дека е несоодветно по обем и по содржина, а на сосема независен начин и Звонко дошол до истите сознанија, па во еден момент кога... така независно еден од друг. Да, кога си ги разменивме искуствата и кога се поклопија некои состојби во општеството кои што почнаа да заличуваат на апсолутизам. Совеста ви рече доста. Па тогаш помисливме дека треба нешто да превземеме. Знаете, ние имавме и ситуација кога претходно се случи исто едно такво неконтролирано прислушување, кое што исто беше објавено во јавноста. И тогаш ние баш лошо се чувствувавме за тоа што не сме превзеле ништо за да спречиме таква злоупотреба. Добро, однесувањето на другите колеги кои беа вклучени во тоа, не контактираа со вас? Ве избегнуваа, се плашеа? Мрачна атмосфера имаше веројатно меѓу колегите, некоја? Мистика, таинственост, непријатност? За мене лично беше доста непријатен тој период, затоа што ете, во 2006 се случија некои промени кои што на некој начин предизвикаа кај мене револт на начинот на кој што тоа се спроведа. И понатаму јас најсериозно си ја сватив работата и ги прифатив сите работни обврски кои што ми беа дадени, ама ме интересираше како ќе се одвиваат работите понатаму и не ми беше сеедно. Јас искрено се надевав тогаш во 2006 дека општеството ќе трне напред. И економски и демократски. Да. А некако чувството што го добив не беше такво. Кога пукнеа бомбите, се исплашивте, претпоставувам, притисок дома, семејство, на работа. Какво беше чувството кај Ѓорѓи? И кај колегите се дружете бар меѓу себе за малку да, како се вели, она непријатноста, стравот, скептичноста од епилогот,
да преживеете заедно или не се спиеше ни ноќе од некаков немир? Па, Сепак станува збор за Управа за државна безбедност и контраразузнавање. да, ама ние, нас ни беше битно таа управа да работи законски и да тоа што кога веќе не направен е така законот УБК да биде одговорна за спроведување на Заревски ве преслушување. прашувам директно, се плашете ли малку за својот живот? За безбедноста на семејството? Па, Природно е, човечки е, веројатно. Сепак не е тоа невладина организација некоја, па се скарале двајца или, не знам, спортски клуб или група навивачи. Сепак е тоа служба со традиција, со корени, со многу тајни мистики и непредвидливи нешта. па ја не доживував дека тоа актуелно раководство е дел од службата некој долгогодишен. Едноставно мислам дека се спроведуваше некоја политика која што беше ад хок. Јас вака често пати си велам, може би мислев дека да си правам филмови, дека нешто може да ми се случи, може би претерувам, може би неправедно ги обвинувам тие луѓе, може би не биле свесни, не биле спремни такво нешто да направат, како и што не се направи некоја сериозна репресија, што не значи дека репресијата немаше и да се случи. Мотивите се Нема никогаш да дознам. Нели, да. Мислам дека Како се мене вели она, каму среќа да не дознаете? јас во Да не се еден случи ништо. момент кога беше најголемата тензија, пресеков и отидов во МВР и кажав секако што се случило, со надеж дека ќе се прифати. Така, не се обиде некој да ве премисли, малку да стиша работата, да се заташка, имаше веројатно и такви Значи, обиди. мислам дека очекувањето кога јас отидов во МВР и кога бев прифатен за разговор, беше очекувањето дека јас ќе негирам било каква поврзаност со бомбите. Јас напротив сметав дека е подобро да кажам дека сум поврзан и да влезам во некоја легална процедура во која што ќе биде вклучен обвинител. Затоа што искрено најлошата ситуација е некој да знае дека вие сте биле укажувачот, а вие тоа да не го пријавите кога имате шанса. На надлежни Ако институции. јас не го пријавив тогаш кога можев, одлуката тогаш беше дека јас сум осумничен и мојот колега, можеше да биде и обратно, да бидеме сослушани и да се направи истрага дали нашите тврдења се точни. Тогаш едноставно тоа не се случи, мене ми е криво, ама во тие околности веројатно беше премногу да се очекува дека ќе се трне во истрага внатре во големо. Ѓорѓе, ќе ве прашам сега, може би никој не ве прашал, што е тоа што сепак ве натера? Знаевте што ќе се случува, дека ќе има последици, дека во стартот тешко ќе се извлечете, дека јавноста треба да, другите органи во државата треба да прифатат, да ви веруваат на некој начин. Кој ви беше, како велат на кој ѓавол ве тераше да влезете во таква рискантност, ако можам да се Ние во стартот кога решивме дека тоа треба да излезе, ние го извадивме тоа од МВР и во истиот момент више тоа не беше во наши раце. Прашањето е како се решивте да го извадите од МВР? Дали тоа што бевте малку и заедно ве окуражи? Тоа беше, да, па и двајца е полесно, да. Инаку сметавме дека не се движат работите во правец како што треба да се движат, дека не е во ред толку информации да се собираат на едно место. Да не го направевте тоа. Еве сега денеска ќе се каевте? Па не знам, не можам да си го замислам јас животот што би било кога би било. Да не го направевте тоа. Не знам, едноставно постои само денес. Не постои што би било кога би било. Вие додека се снимаат тие бомби, нели, нелегални прислушкувања, имавте ли можност да слушнете од разговорите секако, но ме интересира како и доживеевте тоа, го ги слушавте вака преку
медиумите, на телевизија, во директни преноси. Па јас бев во притвор, кога ги слушав. Но знаевте дека тие се шират веќе во... Да, мене најголем страф ми беше расфрлени пердови. Да не пропаднале, во смисол да не се запленети. Во притворот се чувствувате нелагодно, имавте страф некаков од некоја освета, тоа ми е да ви кажам, како тоа Ѓорѓи Лазаревски... Во притворот се чувствував како на безбедно место. Претходно, пред да сам таму, не бев сигурен како ќе се одвијат работите. Мене најголем страф ми беше да не ми направат додатни компликации на блиските. Пред се дома. И тоа сметам дека е добро. Мислите дека таа опасност, ако можем така да наречам, вулгаризирам малку секако, е завршена? Па ова никогаш не е завршено, ова секогаш ќе остане, ама не знам кој би бил, што би добил, кој би добил кога би ми направил мене некој штетно Најблиските, действие. претпоставувам, ќе потврдите, ве поддржаа во сите ваши постапки, препатија многу. Па не е лесно за семејството да помене низ тоа. Јас кога бев приведен и кога бев пратен во притвор, буквално моите тоа го доживеа како погреб, бидејќи обично кој влегал во тој казан не излегал. Така беше представена таа власт тогаш. Ама еве за среќа, откако ние влеговме, работите трнаа на подобро и јас искрено се надевам дека е сега многу порелаксирано. Така, вие учествувате сега во пензија сте, имате малку и повеќе слободно време, учествувате на разни семинари, работилници, конференции, ве повикуваат за искуства, за совети, се легислативно, законски се подреди, али малку работите? Па јас тогаш, никога, мислам, сум учествувал во некои дебати, но никогаш сериозно не било прашање за моje мислење. Јас во самиот старт, кога го прочитав законот, сметав дека е некомплетен. И еве поминаа 7 години и се покажа дека е лошо применлив. Тоа сакав да ја прашам овде во дистрикт. Може ли да посочите што, например, брзо треба да се смени и во која насока овие законски одредби? Па, што недостасува на легислативата? А што во практиката? Тоа што мене јасно ми е дека недостасува е што судот воопшто нема критериум по кој што ќе го третира некого во судскиот процес како укажувач. Значи, тоа е произволно, секој судија сам си одлучува, а тоа ствара правна несигурност. Има некакви директиви, европски искуства и така натаму, тоа е барем сега лесно, не сме сами, нели, со ова аплицирање на Европската унија и многу директиви прифативме во многу области. Се прават судиите недоветни, не знаат на 3,5 или така им чини, или од ајкавост, од немарност? Не знам, може не се доволно едуцирани, ја може би едноставно, знаете, укажувачот не е пријатна работа во ниедно општество. Им се нарушува комфортната зона на сите што се во власта, па и во судството. Тоа сега да ја прашам, а што па законски е, како ги штити укажувачите, свиркачите? Ние сме, како Македонија, мала држава, една педа, малкумина луѓе, некои од политичарите пред неколку години кажа секој втори е трет братучет овде во оваа држава, нели секој со секој се знае како да ги заштитиме укажувачите? Како да ги направиме невидливи? Има ли шанса во ова мала заедница? Сепак не сме ни Америка, нели, ни, не знам, Кина. Во ред е да тој што е пријавен да дознае кој е укажувачот, ете не можеш да заштитиш. Нема бегање од тоа сега да кажам. Еве, во ред, ама не може да бидеш оставен на милост и на немилост на тој кој што ти си го пријавил. Еве, има случаи актуелни кога
човекот пријавил, а ништо не се превзема. Уште го малтретираат веројатно институциите А раководителот не мог го оценува со ниски оцени, па и има отказни решенија доста. Да. Има еден случај во приватниот сектор за укажувач кој што бил уште пред да има законот, два пати е бркан од работа. Значи, во истиот момент кога судот ќе го врати од работа, пак го брка. Јас го поставив прашањето во физичка смислена заштита, но вие добро ме упативте на таа законска заштита на укажувачите. Треба да се менува во нешто во системот. Тој што ќе открие криминал, корупција голема, треба да биде посебно заштитен законски, да му следуваат, не знам, дека не некакви фондови или државата треба да има. Насилството не е или заканата не е најстрашното што му се случува на укажувачот. Останува без екзистенција, потоа и малтретирање до бесвест. Кога правниот систем не го препознава како укажувач. Значи, ние не сме подготвени, Ѓорѓи Лазаревски, како општество, како држава, да се справуваме со криминалот и корупцијата. А од друга страна, во Европа, по статистики, тоа го кажа сега на прославата на денот на укажувачите, што беше во Скопје. Светски ден. 80% од коруптивните случаи се решаваат со помош на укажувачи. А вие прашавте што недостасува во законот. Па зошто во законот да нема, освен интерно и екстерно пријавување, да нема и други видови на пријавување. Еве, например, за истражувачкото новинарство е многу интересно. Мислам дека имаме подем во последно време. Да, благодарејќи инострански донорци, че нашите не се заинтересирани. Да нема можност за пријавување кај истражувачки новинари или некој друг вид на тајно пријавување. Сега зборат дека има и тенденција на пријавување без пријавување, во смисол анонимно. Да најдеш некој авторитет кој што ќе го известиш и кој што знаеш дека ќе го тера проблемот до крај. На крајот на крајштата ние на тој начин е настапивме. Лазаревски 120 пратеници, но веројатно од партиите не можат и тие да се самостојни да мрднат, партиите од позициите, институциите и така натаму. Сметате ли дека на некој начин сме се уште некој вид заробено општество, заробена држава, длабока држава? Па ние сме пред сиромашна држава која што цело време е под удари и еве сега има и економска криза заради војна и нерешени статуси во Европска унија. Едноставно може да се оправда дека не може парламентот, нема капацитет све да покрие. Ама кога веќе постои овој закон, треба да се коригира, да се применува, да се... Што би им препорачале на потенцијалните укажувачи, на сите нас граѓаните, каму среќа тоа да стане масовно. Сите да сме укажувачи, секој кој ќе забележи девијација, поготово од државните институции, па и во приватните, ако работа со државните каде што е криминалот, парите, злоупотреба на буџетот и така натаму. Што им препорачувате? Поминавте низ многу маки, ама и сега еве објаснувате дека законот не ги штити доволно. Имате ли вие порака за нив или пораката ви е пред се до државата да си ги среди работите и да ги заштити и легислативно, но и во пракса укажувачите? Едноставно има луѓе кои што не можат да молчат пред неправда и тој порив кај нив секогаш ќе постои, исто како што има луѓе кои што едва и чекаат да кријат нечија тајна за да добијат одредени привилегии. Да, па некои се плашат, други се похрабри. Секој индивидуално треба да се одлучи, но еве јас за мојов случај ќе кажам, не можам да замислам на што ќе личеше нашето општество, да го имате да во се себе продолжеше, и да го носите во себе. Да се продолжеше со тој таков неприроден систем. Јас сега не велам секој луѓе може да сгрешат, ама не сме да постои таква аномалија во општеството,
Претворена не практично постои во никаква систем, да. контрола на, сега замислете во Народна банка, некој да си вади од трезорот колку сака пари, без да има контрола. Значи, ова не е природно, не лошо беше решението, тоа треба правната фела која што го дозволи законот да биде така, да го додели на УБК, Да го доработи. Треба да дел од одговорноста треба да се бара и тамо, а УБК дел од своите работи не може да ги врши заради тоа што се бави со нешто што Со не е трансформација природно, на целиот не е тој безбедносен систем, подобрени се малку работите во оваа сфера? А со барем се трансформација? дефинирани и се направени на природен начин. А сега таму како ќе се спроведува, пак зависи од луѓето кои што се таму. И сосема на крај, што работи Ѓорѓи Лазаревски? Пишува ли нешто, мемуари, можеби некакви сеќавања, можеби белетристика, роман ќе излезе од ова вашиот живот? Или оставате на радоста на внуците времето? Јас сега сум буквално посветен на семејството, но се уште имам енергија и релативно сум млад, можам да направам нешто. Еве, например, сега почнувам да бидам заинтересиран за некој граѓански активизам во кој што би можел да им помогнам на луѓето кои што поминуваат низ тоа низ што јас сум прошол. Мислам дека треба да и граѓанскиот сектор може многу да им помогне на укажувачите, барем да укаже што им се случува, како им се случува, а што се однесува до роман или приказна, мојата приказна мислам дека се уште не е завршена. Треба да видиме каков ќе биде крајот. Дистрикт, Цил пред студио, Ѓорѓи Лазаревски ви благодарам. И јас на вас.